Добре дојавте во новото издание на вестите на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center. Со седиште во Бимсвил, Онтарио, Канада, јас сум Петар Петровски. Во денешното издание на вестите на 26 февруари 2026 година ќе стане збор за случувањето во Канада, Македонија, Бугарија, Грција и Србија. Вести од Канада. Отава, Онтарио, Канада. Во својот говор кој лидерот на Конзервативната партија на Канада Пиер Подев, кој даде пред економскиот клуб на Канада во Торонто, повика да се создаде мешовита парламентарна работна комисија која би помогнала во престојните трговски преговори со САД. Исто така, во говорот на Пиер Подев, тој истакна дека ќе продолжи да исполнува улогата на секоја опозициона партија, тоест да испитува работата на власта. Пренесува дека Canadian Press. Теребон, Квебек. Во изборната единица Теребон, Квебек, гласачите повторно ќе имат можност да го дадат гласа за тоа кој ќе ги застапува во сојузниот парламент, откако Врховниот суд на Канада ги поништи претходните изборни резултати, одржани од 28 април 2025 година. Имињата на фаворитите се Татјана Агуст од Либералната партија и Натали Синклер Десањ од блокот на Квебекарите, пренесува до Canadian Press. Вест од Република Македонија. Скопје, Македонија. Време на национален романтизмот заврши. Денес ќе се работи по устав и закон. Ова е дел одговорот на министерот за правда Игор Филков на денешната седница на македонскиот парламент на прашањето зошто нема полагање на правосудниот испит на албански јазик. Одговорот на министерот за правда Игор Филков на поставеното прашање, министерот тој истакна дека правосудниот испит е стручен, а не управен испит. Понатаму министерот одговарачи на поставеното прашање од претседничката Дијана Тоска од редовите на партијата ДОИ за законот за употреба на изјави дека одговори дека законот за употреба на јазиците било дадено негативно мислење и од Венецијанската комисија и има 13 иницијативи доставени до Уставниот суд за оцена на неговата уставност. Пренесува Слободен печат. Скопје, Македонија. На денешната панел дискусија организирана од Институтот за комуникацијски студии на тема од инциденти до системски ризици, надворешни влијања како тест за медиумската отпорност, говореше генералниот секретар на Сдруженијето на новинарите на Македонија, или скратено ЗНМ, Драган Секуловски. На денешната панел дискусија тој изјави дека електронските бот напади во профилите на медиумите, како и нивните интернет портали, исто како и падењето на сите трафики за весници во една вечер. Понатаму, во неговиот говор, директорот на ЗНМ изјави дека ваквите поставки започнаа во минатиот септември во Србија, кога биле суспендирани индивидуалните профили и биле нападнати медиуми како ТВ Нова и N1. Исто така, од ова трибина се побра заштита на медиумите и новинарите за да можат да работат непречено, пренесува Слободен печат. Вести од Република Бугарија. Софија, Бугарија. Премиерот на техничката влада на Република Бугарија Андреј Гуров денес одржа себе со новоназначените регионални гувернери, во која јасно кажа дека на престојните опорени избори очекува безпристрасност, добра организација и навремени дејства во организацијата на чести и транспарентни избори. На сребота која е организирана по барање на премиерот Гуров со регионалните гувернери, беа опфатени сите клучни прашања во врска со престојните воорени избори закажани за април, пренесува БГНЕС. Софија, Бугарија. Вршителот на должност јавен обвинител на Софија Борислав Сарафов деновиве треба да дознае својата судбина, тоест дали ќе остане должноста на јавен обвинител или не, откако мандатот му истече на 6 јули 2025 година. Барањето за неговата смена е побарано од сегашниот министер за правосудство Андреј Јанкулов до Висшиот судски совет, кој по 7-часовната маратонска седница не ја рече судбината на Борис Сарафов, туку ја префрли одговорноста на Советот на јавни обвинители, кој може да расправа за неговата судбина стената седа, пренесува Нова ТВ. Вест од Република Грција, Вашингтон Санд. Министерот за надворешни работи на Грција, Јоргос Герапетритис, во четвртокот имаше 50-минутна работна себа со американскиот државен секретар Марко Рубио. Себата која поминала под наводници позитивна атмосфера,
минало во многу под наводници позитивна атмосфера. Според веста која пренесува грчкиот дневен вестник Катеремини, меѓу другото станало збор за важноста на стратешкото партнерство помеѓу Грција и САД. Исто така се ставила акцент за зајакнување на економската дипломатија, фокусирајќи се на трговијата и на инвестициите. Исто така станало збор за стратешката важност на Грција во односите со земјите на Источниот Медитеран, како и билатералните и трилатералните партнерства во регионот. Исто така и станало збор за прашањето на Кипар. Меѓу другото, станало збор за финализирање на шестата рунда на грчко-американскиот стратешки диалог, пренесува Катеремини. Атина, Грција. Потпорот на владата на Грција Павлос Маринакис потврди дека францускиот претседател Емануел Макрон ќе дојде во посета на Грција. Целта на посетата е обновата на стратешкиот партнерски договор за безбедност и одбрана, пренесува Катеремини. Вести од Република Србија. Белград, Република Србија. Фондацијата Славко Ќурувија е повикана пред белгарските судови на 6 март ова година да одговара на тужбата за повреда на чест и углед. Од тужбата се бара оштета од 1,5 милиони динари од фондацијата. Тужбата која е покрената од страна на поранешните припадници на државната безбедност, кои прво биле прогласени за виновни за убиството на независниот новинар Славко Ќурувија, а потоа на жалба капелациониот суд се прогласени за невини и се на слобода. Судското речиш на приватниците на државна безбедност одговорни за убиството на новинарот било 16 години по убиството, а судењето траело 9 години, пренесува N1. Белград, Република Србија. Европскиот центар за слобода на медиумите издаде предупредување до претседателот на Србија Александар Вучич и претседателот на Српското во собрание Ана Брнабиќ, поради вербалните нападки патени кон домашните медиуми како N1 и Нова. Независната унија на новинари на Србија, или НУНС, ги повика Ана Брнабиќ и Александар Вучич веднаш да престанат постојано да ги стават на мета медиумите и новинарите и да престанат со изјави кои произвикуваат омраза и ја загрозуваат безбедноста на новинарите од N1. Пренесува N1. Дојдовме до крајот на ова издание на вести при Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Поверете ако сакате да оставите коментар за ова видео. И на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашите вести. До самото гледање, довидување.